Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Прилеп преку Министерството за животна средина ќе добие нов механизам за собирање на отпад. Активни 7 пожари во Македонија, 3 се под контрола, но се уште е критично во Прилепско бешиште. 2 рачни бомби пронашол прилепчанец во својот двор. Фондот за пензиско инвалидско осигурување на Македонија има нов кол центар. Граѓаните можат да се информираат на бројот 02 15 215. Времето денеска променливо облачно и посвежо, преплане со повремени поројни локални дождови, грмежи и услови за појава на невреме. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди, моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Неколку општини, меѓу кои Прилеп, Долнин и други рурални општини, ќе добијат нова опрема за управување со отпад преку Министерството за животна средина. Со овој проект Прилеп ќе се обезбеди со сеопфатна механизација, континери, канти, специјализирани камиони, односно се што е потребно за ефикасно собирање, транспорт и одлагање на отпад од страна на комуналното претпријатие. Новата механизација ќе овозможи поефикасно собирање, транспорт и управување со отпадот и ќе се стави во функција на подобра јавна хигиена и заштита на животната средина. Со неа директно ќе се подобрат условите за работа на општинското јавно претпријатие и ќе се овозможи поголема достапност на комуналните услуги за граѓаните, информираат од Министерството за животна средина. Во Македонија активни се 7 пожари.
3 се под контрола, но се уште е критично во Прилепско Бешиште. Во општина Прилеп, кај селото Бешиште, во местноста викана Бешишки Рит, пожарот се шири кон селото Градешница, општина Новаци и кон границата со Република Грција, каде не се интервенира поради детонации. Активен пожар има и меѓу селата Царевич, Смолани, Радобил и Дрен во општина Прилеп. Фондот за пензиско инвалидско осигурување има нов кол центар. Граѓаните можат да се информираат на бројот 02 15 215. Секој ден од понеделник до петок од 8 до 16 часот граѓаните можат да се информираат на телефонскиот број 02 15 215 за поднесено барање, за услови за стекнување на старосна пензија, семејна пензија, инвалидска пензија, како и за најнискиот износ на пензија. Услугата се очекува да ја подобри комуникацијата со граѓаните. Две рачни бомби пронашол прилепчанец во својот двор. Вчера околу Планне во полициската станица во Прилеп, лицето ЖХ 65 години од Прилеп пријавил дека во дворот до неговата семена куќа пронашол две експлозивни направи. Пиротехничар од дирекцијата за заштита и спасување ги подигнал експлозивните направи и констатирал дека се работи за две рачни бомби. Извршен е увид, информираат од полицијата. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно и посвежо, предплане со повремен пороен локален дожд, грмежи и услови за појава на краткотрајно невреме. Дневната температура денеска изнесуваше 31 степен во Прилеп. Метролозите велат дека и утре не очекува посвежо време. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, јули 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.